За Фатиме Фетај не е важно дали ќе гони таа Вилма Русковска или некој друг, туку важно е тој што го прекршил законот да се соочи со последиците. Ова изјава на обвинителката во СЈ е коментар по полномошното на притворената Катица Јанева за трансфер на сите предмети од специјалното во јавното обвинителство. Каква и да е крајната одлука која што ќе биде донесена по однос на судбината на нашите предмети, односно независно од тоа дали ќе биде одлуката дека ние ќе продолжиме да ги застапуваме тие предмети или пак други обвинители, сепак таа одлука би била подобра од било кое друго решение кое што го посакуваат одредени политичари во моментот, а тоа е преку вешто искористување на одредени правни празнини и злоупотреба на нивната политичка моќ да дојдат до решение кое што ќе значи целосно или делумно одбегнување на кривичната одговорност. За премиерот постапката на Јанева е логична, зашто како што вели со предлог законот за јавно обвинителство за кој се уште нема договор, предвиден е трансфер на предметите на СЈ во обвинителството за гонење организиран криминал и висока корупција. По сакуваното решение се постигне договор. Во самиот договор е предвидено предметите да поминат кај државниот обвинител. Ако не се постигне договор, сегашните закони викат предметите поминуваат кај државниот обвинител. Ако се постигне договор или ако не се постигне договор, правото на специјалниот јавен обвинител е опишано во законот за јавното обвинителство. Јас вчера прашав правниците околу мене, викат да, тоа сосема законски дозволива одлуката на специјален јавен обвинител да ги предаде. Немаме никои контакти нели со Катица Јанева да прашаме зошто е тоа така. За опозицијата дописот на Јанева е доказ за координираност меѓу власта и СЈ и за, како што велат, паника поради големиот скандал. Од ВМРО ДПМН не сакаат да прецизираат докаде е преговарачкиот процес за законот. Само велат дека интензивно се работи и дека засега нема договор.